Ова е споменикот на првата фудбалска топка во Скопје. Еден од ретките од ваков вид не само кај нас, туку и во светот. Подигнат е по повод 70 годишниот јубилеј, недалеку од влезот во Скопскиот парк, на местото каде што во април 1908 година е одигран првиот фудбалски надпревар, на просторот на кој се наоѓаше учителската школа Никола Карев. Во почетокот од овој век, таму била лоцирана Турската воена академија, а средбата е одржана на полигонот за екзерцир. Имињата на тимовите, на фудбалерите и на судијата не се познати. Неизвесен е и резултатот. Единствено се знае дека во тогашното Ислахане, сега и Дадија, се сретнале две турски воени екипи. Веројатно тимот на питомците од воената академија играл против репрезентацијата на турскиот гарнизон од Скопје. Засега, трагањето по првата фудбалска топка во Вардарска Македонија завршува во Битола, во 1891 година, но не е познато кој и од каде ја донел. Почнувајќи од 1896 година, игра со топка, слична на фудбал, е воведена и на часовите по физичко воспитување во битолските училишта. Во почетокот на овој век, питомците на турските воени академии во Скопје и во Битола, заедно со некои исто така турски војнички селекции, ги одиграле и првите надпревари кај нас. Скопјанецот Ќамил Пашич, роден 1893 година и припаѓа на првата фудбалска генерација кај нас. Фудбал научил да игра за време на школувањето во Воената академија во Цариград,
каде што се до 1913 година настапувал за Фенербахче. Потоа се враќа во Скопје и уште неколку години игра за овдешните први клубови Војновиќ, Напредок, ССК, Скопски спортски клуб, а подосна и за Спарта. Во почетокот на овој век, враќајќи се на распуст или на крајот од учебната година, од Солун, Виена, Грац, Прага и други европски градови, синовите на побогатите трговци од Скопје, Битола, Велес и некои други македонски градови носеле во својот багаж и необични реквизити. Тоа биле фудбалски топки, а подосна се почесто и фудбалска спрема. Така самоиницијативно, на пошироките простори во градовите и по ливадите на периферијата, почнала да скока фудбалска топка, воодушевувајќи ги младите и прибирајќи мошне брзо многубројни поклоници и од постарата генерација. Заслуги за развојот на фудбалската игра во Македонија имаат и англичаните. За првиот надпревар во Битола, 1911 година, фудбалска топка дури од Лондон нарачал англискиот конзул Греј. За време на Првата светска војна, сојузничките војници, особено англиските, се едни од првите агитатори и интерпретатори на новата игра што ги освојувала младите. Впрочем, тие ги имаат одиграно и првите надпревари со селекции на скопски фудбалери, кои тогаш прават напори за организиран живот. Мојот прв контакт со фудбалот потекнува од 1910 година, кога моите комши, браќата Салвадор и Пепо Мусафија, донесова топка од Солун. Таа беше потпуно нова топка. Пред мојата куќа имаше полјанка и на таа полјанка излегувава да играат тие двајца браќа со своји другари евреи. Јас како дете од 8 години тогаш помнам убаво, меѓутоа тие неколку пати доваѓава со топката тука играле и јас сум трчал по топката. Топка сум почнал да играм 1915 година во клубот Војновиќ, Милош Војновиќ. Тој клуб беа го основале студенти и гимназисти дојдени од Белград, но и тие во Скопје што учеле гимназија. Меѓу познатите тие од Белград што беа дојдени, на прво место ќе ги споменам голманот Бота Поповиќ. Тој беше прв голман на БСК во Белград, кој беше основан 1910 година. И неговиот бек пред него што играше, тој исто од истиот клуб, се викаше Бошко Тодоровиќ, покасно стана председател на Фудбалскиот сојуз на Југославија. Првиот надпревар е одигран како јавен тренинг на тој клуб измеѓу две селекции, измеѓу две комбинации, во кој имињата ги помнам на сите играчи што играле тогаш. Тоа се одиграло на 30 јуни 1915 година, на Видовден. По време на Првата светска војна, како ученици од гимназијата, тогаш се навоѓаше недека подоле од Гранд Хотел тука, и на теренот кај што е споменикот на Гоце Делчев, други терени имало кај Монопол, имало тамо на кај Дадија, уште 2-3 терена имале кој би можел да ги покажам.
Сега ќе минам на 919 година. Основан е клубот Напредак на 24 на 20 во април месец 919 година, а на 24 април, тоа беше Великден, така стајано на плакатот. Го имам плакатот дома, не можам да го најдам. Тој беше пишуван со рака и пишуваше вака. На 24 април оваа година, на Великден, ја го преведувам на македонски, на Великден ќе се одигра голема лоптачка утакмица помеѓу клубот Напредак и една англиска селекција. Ова надпреварот ќе почне во 2 саат после пладне, а ќе свири војна музика. Војната музика беше англиска. Имаше англичани пуно дојдени со камиони и тие одржува ред покрај аутот. Први имаше столици стаени за повидените гости што гледале, а одзади и напред седева англиските војници со свртечки. Првиот надпревар што го игравме, значи, со англиската селекција, заврши со резултат 2-2. Едниот гол го даде нашиот центар халф Звонимир Херуц. Тој беше играч на некогашна Загребачка Викторија, прворазреден клуб, а едниот гол го даде Дејан Дубајќ. Дејан Дубајќ уствари првиот гол го даде. На надпреварот настапивме со оваа комбинација. На голот играше еден англичанец, војник, кој што доваѓаше редовно да тренира со нас. Тој се викаше Смит. Бекови играва Александар Ацов Симич, и кој што студирал у Франција и играл во француски клубови, а вториот бек беше Ѓока Ристич, покасно долгогодишен играч на Скопскиот спорт клуб, на Напредак првен, па на Скопски спорт клуб. И долгогодишен капитен. После халфови бева Томашевиќ, Звонимир Херуц, Никола Булатовиќ. Десно крило Коста Каламарас, десна полутка Милан Илиќ, центар фор Дејан Дубајќ, лева полутка Василije Петровиќ и лево крило јас, Душко Поповски. После 2 недели се одигра втор надпревар па со англиска, ама друга англиска селекција, која се очинувава претежно офицери од англиската војска. Тие излегува на теренот како облечени, како од фабрика да излегле. Убаво облечени во црвени дресови и теѓет пантоланици. Судеше еден англиски поп. Вториот надпревар се заврши со резултат 2-1 у нивна корист. Значи загуби Напредак. Тимот на Напредак беше истиот што и на првиот надпревар. После непун месец дена се одигра и трет надпревар, пак со англиска селекција, која дојде од Врање, а играше со репрезентацијата на Скопје, која е сочинувала
5 играчи од Напредак и 6 играчи од англиската војска. Од Напредак играва Александар Симиќ, бек, Бенко, беше десен халф. Центар халф играше пак нашиот од Напредак, Звонимир Херуц. Центар беше Дејан Дубејќ и лево крило беше Ѓока Ристиќ. Кон крајот на годината 1919 повеќе од играчите на Напредак, бидејќи беа свршени матуранти, отидова на студии во Белград и останавме мал број играчи. Затоа, начело со мојот другар покојниот Булатовиќ, се основа првиот Вардар у Скопје, еве ја сликата, во кој пристапивме ние играчи што бевме изоставени од тој Вардар. Тука бевме на прво место, ние двајцата, другарот Гели Хаджи Костов, јас, Киро Крајчев, Андро Михајлов и Коста Каламарас. И ние веднага покренавме акција за формирање на нов клуб поорганизирано, да имаме и управа, зашто поранешен Напредак имал управа, ама ретко се состанувала. ССК или Скопски спорт клуб го основавме на 24 март 1920 година. За прв председател на клубот беше избран Димитрije Мито Белица, некој си фабрикант на сапун. За подпредседатели беа избрани Љупче Хаджи Бошков, покасниот председател на клубот, и Трајко Кратоварија. Јас бев избран за секретар, а за благајник Зафир Джиков, ССК, ги почна надпреварите со тимот на учителската школа Братство. Во тој тим голман играл покојниот Ѓорѓи Коробар Чиче. Во текот на 21 година се основава првин Балкан од Чаир, после Олимпија, Спарта и Олимпија. Во текот на 22 година граѓански, а во текот на 23 година почнуваат другите клубови. А во текот на 1924 година, на 20 април, станав фудбалски судија, бидејќи го положив испитот пред комисија дојдена од Белград. Тој ден играше репрезентацијата на Скопје со репрезентацијата на Белград во Скопје. Првиот документ за фудбалско игралиште во Скопје датира од 2 јануари 1920 година. Во писмото упатено до судот на општината на градот, фудбалскиот клуб Напредок, основан претходната година, бара да му се отстапи лоптачкото игралиште, што се наоѓа зад Идадија, а на кое клубот и дотогаш играл. Бидејќи бараното земјиште не служи за никаква употреба, се вели во барањето, клубот се надева дека општината ќе му излезе во пресред и ќе овозможи тоа малку да се израмни и огради, за стварно да може да послужи за наменетата цел. Потпишан е капитенот на Напредок Ѓорѓе Ристиќ. Сочувано е и барањето од 28 септември 1923 година, со кое на истото игралиште рефлектира и Скопскиот спортски клуб, популарниот ССК. Во писмото до општината, подпишано од секретарот Душко Поповски, се вели дека клубот по 1920 и 21 година по трет пат моли да го добие теренот пред паркот Исла Хане, и тоа под наем на 3 години, по цена од 120 динари годишно за 1 дунум. Градските татковци се одзвале на молбата од фудбалските клубови.
за што сведочат два документа од 5 декември 1925 година, во кој ССК и Балкан се заблагодаруваат на доделените локации за игралиште и паричната помош. Мојот прв надпрван беше кога игравме со еден англиски тим кој дојде од Врање, тој беше трет. Јас бев многу редовен од првиот пат кога фатив да играм со топката, многу бев редовен и кога искочива на терен, левото крило кое требаше да игра за репрезентацијата на Скопје, не дојде. И по известно време дојде центарот на нашиот тим, Дејан Дубајич, и му кажа на нашиот центар халф Џоко Ристич и му рече: Џокице, молим те, узми овога малок са кривим ногама, он е редован и слободно ga стави у тим. Така и бидна, утакмицата се одигра и од тога и више 15 години јас не испаднав од тимот. Бев редовен, репрезентативец и свите утакмици ги играв за ССК со нашиот тим, кој 12, 13 и више може години не се менјаваше. Показно игравме у Белград и овде у Скопје. Ова е скопската репрезентација, со репрезентација на Белград се заврши 3-1 за нив. Најубавиот гол го даде и Мошо Марјановиќ. Нивната репрезентација беше една од најјаките. Меѓу првите скопски фудбалери спаѓа и истакнатиот сликар академикот Никола Мартиновски. Во еден од автопортретите се има насликано во голманскиот дрес на ССК. Подосна Мартиновски заминува на студии во Букурешт и во Париз, каде што го брани голот на триколор, односно на Ред Стар. Što se tiče kluba, 1918. godine, sećam se Vojnovića bio je. 1919. osnovan je Skopski sport klub. A bili su prvo u podmlatku Napredak, koji je osnovan iste godine. Nekoliko meseci smo tamo igrali. Onda, sad nije živ, Nikola Bulatović, bio je kapiten podmlatka. Ona se prebaci, osnovali smo sami, pošto smo bili dobri igrači, osnovali smo klub, samostala Skopski sport klub, kao što sam rekao, 1919. Igrali smo u Bitolju smo igrali, onda smo igrali u Vojvoda Babunski Veles, čuveni igrač Cindrić, centar half reprezentativac, bio oficir, kad smo vidjeli, malo smo se smrznuli. I na golu je bio neki profesor gimnazije, lepo razvijen, i mi ih lupamo. Cindrić nas je sakatio, ali smo ga driblingom, tako da je napustio drugo poluvreme, naša sreća. I lupali smo ih sa 4-1. Tako da mi je golman, misli da sam mlad bio, kazao, ako mi daš još jedan, će te tepam. Onda smo igrali, kažem, igrali smo sa Kumanovom, igrali smo sa Bitoljom, kazao sam, igrali smo sa Tetovo. Tamo smo igrali nekoliko utakmica, oni su imali dobar klub jer su Rusi, izbjeglice, igrali tamo. Ali kako smo putovali? Uveče će krenemo u 12:30, će stignemo u 6 bajle, a 70 nekoliko kilometara, pa kad izađemo mi crne od dima. Stavljali smo
Splasili smo se pored aut linije, a koji su s nama išli, pa čuvali su odela. Poslednja utakmica bila, lupali smo ih sa 9:0. A kad se završi utakmica, voz dođe, brzo aljušta, i za nama gađani sa paradajsom, sa razno voće i povrće. I tako se ubacimo mi u vagon. To su utakmice koje smo igrali. Bili smo dugo godina i prvaci. Skoplja više, imali smo dobar tim. Puno je bilo tih igrača. Dakle, igrači su bili više ovako solidni i da vam kažem, nisu imali posla, to su bili ovako mladići, a kad bude derbi, lupamo, mi dobimo kod Jove mlekara, ulica sada Maršala Tita, dobijemo 2 pogađice i 1 jogurt.